честитки прво за настапот на Макфест. Лани настапуваш оваа година повторно. Која поред ти втора? Втора е, да. Добро. Лани беше тешката. Морам да признам. Што е разликата? Зборува, разликата е првпат не знаеш каде одиш, не знаеш со кого збориш, не знаеш каде треба да се обратиш. Но супер, постои некоја поголема возбуда затоа што знаеш дека мораш да ја преминеш првава вечер за да стигнеш во втората и да настапиш со пореномирани имиња од нашата естрада. Годинава се чувствувам многу посигурно во себе. Искуството предпоставувам дека си го прави своето и повторување на учеството на Макфест, многу ми е драго што сум тука вечерва. И мислам дека уште по самоуверено ќе си ја дадам она енергија која што треба да ја дадам, овој пат во малце по-позитивна насока, како што и треба да биде, мислам дека на сите ни достига малце насмевка, ведро, светлина, така да се надевам дека ќе оди во тој правец. Задоволна од настапот вечерва? Апсолутно да, публиката убаво реагираше, верувам дека ја почувствуваа песната, дадов се од себе како и секогаш, се надевам дека ведро ќе пропатува онаму каде што е потребно. Лани имаше сериозно силна порака во песната која што ја пееше, многу. Ми беше силно и за мене. Зборувавме многу за тоа. Оваа година кажи ми повеќе за песната. Чива е што има ли приказ на позади? Да, годинава растеме. Претпоставувам самите ние, самиот мајндсет, самата психологија ни расте, гледаме на поинаков начин да ги гледаме работите, поточно онака како што нас ни е потребно да ги гледаме и сме во тој некој ментален склоп и фазон. Песната ја напиша Весна Малинова, заедно со Дарко Тасев работеа музика и аранжман. Ме освои на прво слушање. Се уште не знаев дека е наменета за Макфест, дека можеби ќе настапам со нејзина Макфест, но само кажав дека да, ја сакам, тоа сум јас, сакам тоа да го пренесам, ми треба нешто такво, да го скратиме тој синџир на болка, на разочарување и на негативитет, иако ниедно чувство не е негативно, само е зависно како и кога го преживуваш. Така да годинава да е ведро. Да. Ме интересира и тебе, сите ќе ги прашам тоа, баш ме интересира вашиот став од таа страна. Дали мислиш дека фестивалите, конкретно Макфест, е платформа која што може да даде добар начин да излезе по тоа хит, да се презентираш нова песна која што понатаму ќе има добар фин живот? Да, убаво прашање, мислам дека сите некако станавме скептици околу тоа прашање и жал ми е што е тоа така, но на крајот од денот па си викам ретко кој би бил повторно тука, ако длабоко у себе не размислува дека можеби нешто ќе се случи со тоа, но на крајот од денот јас и не го гледам до тој степен, дека оваа песна треба да стане хит поради тоа што била на Макфест, туку представувањето на нови македонски песни. Нас ни недостига такви платформи, такви фестивали за да промовираме, да не има собрани медиуми. Едно интервју, друго интервју, утре ти има по портали, ти има на телевизија. Мислам супер, социјалните мрежи се стана основата за да промовираме нешто, и ако не помине на YouTube или на TikTok, исто како да не ни било. Но стварно би сакала да се врати тој момент, таа жар. Убаво ние се дружиме, се собравме сите, ќе се видиме еднаш-два пати годишно и мислам дека е жално да биде само така. Нека има поише. Нека има. Оваа година е 40 години јубилеј, ретроспектива имаме утре вечер, ќе ги чуеме најголемите хитови веројатно на Макфест. Кажи ми твој фаворит. И која песна би сакала ти да одпееш? Признавам. Да? Да, признавам. Не знам, едноставно мислам дека се водам по реакцијата на народот. Во настапите во живо, кога ја слушаат таа песна и од 7 до 77. А со кого би бил дуетот, бидејќи е дует, признавам? Па сега морам да сум пристрасна. Ајде. Би кажала дека тоа би била Ивона. Секако. Нормално. Мислам дека би оделе у пакет за таква изведба скроз. Одлично. Ајде некогаш да ја чуеме во ваша изведба. Може да се надевам. Супер. Фала ти, Тамара. Фала и вас. Многу успех. Фала.